Пред 3 недели, Комисијата за заразни болести предложи сите вработени во јавниот сектор да бидат обврзани да прават COVID-19 тестови на 72 часа, да имаат доказ за прележан COVID не постар од 45 дена или да се вакцинираат. Верувам дека ќе го зголеми офатот со вакцинација и дефинитивно ќе се намали бројот на заболени од COVID. Во овој момент болниците ги преоптоваруваат пациентите кои што се заболени од COVID, а кои што се невакцинирани, тие се негде близу 80% од вкупниот број на COVID пациенти. По гласната реакција од синдикатите, владата не го прифати предлогот на комисијата и побара нови ревидирани мерки. А додека тие да стигнат, владата им наложи на надлежните министерства и инспекцијски служби да ги зајакнат контролите за спроведување на актуелните мерки. 360 степени истражуваше дали нешто се смени на терен. Сакате да одите во кафуле, во ресторан или во трговски центар? Според актуелните COVID-19 правила, тоа не е забрането, но под еден услов. Мора да поседувате валиден сертификат за примени 2 дози вакцина и да го приложите на увид. За системот да функционира, сепак, не е доволно граѓаните да го имаат сертификатот, туку и угостителските и трговските објекти да вршат проверки. Па 360 степени одлучи да направи тест, колку на вистина се почитуваат мерките. За да ја зачиниме проверката, а во интерес на приказната, направивме фотошоп корекции на мојот личен дигитален сертификат, ставивме лажен идентитет и датум на раѓање и тргнавме во акција. Првото место за проверка ни беше во главниот град, кафуле во скопската населба Аеродром. Утринското сонце не примами да седнеме на летната тераса на објектот. Браво. Ај, еспресо едно мало да го. Набрзо стигна и кафето. Кафето се испи, побаравме и сметка, но никој не ни побара COVID сертификат. Не барате COVID сертификати? Барам, Не дека нема, ама Кешо нема да кажуваат сами. на проценка идете, а? Од Аеродром решивме да видиме како е во центар, општината во која се седиштата на владата, собранието и најголемиот дел од министерствата и инспекцијските служби. Ај, еспресо едно само, ако може. Да не треба COVID нешто сертификат. Имам, ама пошто не прашавте ради тоа. Многу ми поише да прашам, пошто сите имат навика кој нема сертификат и не доаѓа во кафа. Сваѓаш? 2 кафиња беа доста, па продолживме на шопинг и тоа во 2 познати трговски центри во главниот град. За разлика од угостителските објекти, во трговските центри ни побараа сертификат уште при влезот. Им го покажавме фалсификуваниот сертификат и успеавме да влеземе без никаков проблем. Обезбедувањето бара сертификат, но не проверува ништо дополнително. Следниот ден бевме во проверка надвор од Скопје. Го избравме Гостивар. Не ми барат и ако треба COVID сертификат. Имаш да. Не, пошто не ми побаравте ради тоа. Добро. И во Гостивар не ни бараа COVID сертификат во кафуле. Следната локација ни беше бурекчилница во центарот на градот. За изненадување, тоа беше единственото место каде ни го побараа. Прво место кај што не побарале сертификат. Доаѓа инспекција? Инспектори доаѓа? Во бурекџилницата доаѓа инспекција, но се чини не и во еден од трговските центри во градот. За разлика од Скопје, тука воопшто немаше ни редари кои барем про форма би побарале сертификат.
За јакнатата контрола за проверка на сертификатите за вакцинација, владата им ја наложи на институциите на 25 ноември. Па од Илинденска 2 побаравме информација за бројот на контроли и казни пред и по тој датум. Бидејќи 25 ноември беше среде недела, во четврток добивме бројки за неделата од 15 до 21 ноември и за неделата од 22 до 28 ноември. Тие покажуваат дека од 15 до 21 ноември, односно неделата пред да се препорача построга контрола, службите на повеќе инспекторати извршиле вкупно 2255 надзори и контроли, а изрекле 292 мерки. Во неделата пак, кога беше наложена построга контрола од 22 до 28 ноември, извршени 1983 надзори и контроли и изречена е 151 мерка. Или во неделата кога владата побарала построга контрола, всушност има помалку контроли и помалку казни. И покрај нашите барања за интервју со представник од пазарниот инспекторат, таква можност не добивме, па ни остана само писмено да прашаме во владата за она што самите го видовме, кој е одговорен за тоа што на терен ретко се бара сертификат, а и онаму каде се бара не се проверува валидноста. Проверката за прележан COVID-19 ја врши редарска служба ангажирана од страна на правниот субјект. При тоа ангажираните редари, вработени во лиценцираните агенции за обезбедување, имаат овластување за легитимирање, а доколку вработените се посомневаат во можна злоупотреба на сертификатот, може да повикаат инспектори кои во содейство со полициски службеници ќе извршат контрола на лице место. Користењето фалсификуван сертификат представува кривично дело. Овластувања и правила има, но како што покажа нашиот блиц тест, тие никаде не се целосно во функција. Всушност, во најголем број од случаите и воопшто не се применуваат, како надвор од главниот град, така и на стотина метри од владиното седиште. На крај, се сведува на совеста на граѓаните.